Сашко и Сомак Петрол. Лоу, 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 лоу. Со Сашко и Сомак Петрол. Здраво деца, родители, здраво баби, дедовци, здраво на сите кои што не гледате во моментов. Добре дојдовте во новата епизода на LOL со Мак Петрол. Емисијата каде што децата не мора да учат напамет, туку само да кажат тоа што мислат. И верувајте, секогаш имаат што да кажат, а возрастните разбираат колку работи всушност не знаат. Денеска зборуваме за училиште, каде што секој има омилен предмет, а понекогаш омилениот предмет е дремката. Ке зборуваме и за другарството, што значи тоа да се биде најдобар другар според најмладата генерација. И секако, тука и хобито. Што прават најмладите во слободно време? Некој игра шах со баба, некој друг Xbox, а трет седи на телефон, четврт само сака да спие. Ова не е епизода за правилно и неправилно. Ова е епизода за тоа како децата размислуваат. Со логика што некогаш не изненадува, со искреност што не смее и со идеи што не можат да се најдат во ниту еден учебник. Затоа, сместете се удобно и подгответе се за една поинаква училишна лекција, во која нема ни прашања, ни оценки, само приказни за училиште, другарство и хоби, кажани од најискрените учесници во воспитно-образовниот процес. Да видиме што има за ова да каже Јана. Ти во кој училиште учеше во? Во Коля Недолковски. А нема друг? Например, Коле Саботковски нема? И Петковски? Не. Како знаеш дека тоа и тоа девојче ти е најдобра другарка? Па се знаме од градинка и се однесуваат добро со мене, делат се со мене, си играме секој ден. Така знам дека ми се најдобри другарки. Да си главна во светот, да си главна? Што би направила нешто да биде вака, ке кажеш, од утре вака, што би правила? Да не фрлаат ѓубре по подот. На подот ѓубре никако. Да. Така. Ти не фрлаш ѓубре. Не. Ако ги прашаме наставничките што најмногу ги нервира кај учениците, што би рекле? Кога некој не ги слуша и кога некој се тепа. Што во школа, што ти е интересно на училиште? Што, кој предмет? Што? 3 предмети. 3 предмети имате само. И што ти е Најдобар сум во ликовно и математика. И ликовна и математика. Аха. Имам многу добар талент по цртање. Што збориш? Ке ми нацрташ после нешто? Што црташ најубаво? Најубаво цртам или како букетче со цвеќиња, или не знам, луѓе многу добро. Добри ти се наставничките? Да? Имавме многу добар наставник, ни го смениваше една наставничка. И? Малку е строга. Зошто бе така? Зашто, например, одговорам на нешто и ако не дигнам рака, она ќе ме прати у чошак, само за едно тоа. Каде те праќа? Во чошак. Во ќошок? Да, Зошто? ма ја се слушам, фала Богу. Наставникот ни беше многу добар. Он ми дозволи да спијам во училница. Што збориш бе? Да, она да и легнеш на клупа, ќе ти сврли од училница. Од училница? Он ми дозволи да спијам. Да. А смееше да хрчиш? Не. Не, значи може да спиеш, што ти вика, може да спиеш, ама не Не хрчиш. хрчам ни јас пак. А не хрчиш ти? А, добре, јас дека си Јас хрчиш. мислев дека спијам или 1 сат или пола сат. И се наспа? Па да. И после ти беше подобро, можеше да продолжиш со Ма учење, мене ми така? се, мене ми се матеше глава и не можам ништо да гледам. И како си читам, кога си читам, отеднаш замислам и ништо не усекам. Зашто сум си заспал. Наставникот ме буди Аха. и кога наставникот ми заспија. А тој И- како те разбуди? И па вака само ме подрама. И он ми рече, ака спиши Петро. Браво. И ме остави на мир. Браво бе. Кој оделение си? Оно што беше пред пето, а после трето? Пред пето, а после трето, седмо. Да, така изгледаш. Што најмногу ве нервира? Што би рекле наставниците и професори? Да се зборат на час.
Како на пример ќе видиме некој ќе кажеме мене овој ми е симпатија. Како одлучуваме тој? Ја немам симпатија. Ајде. Не. Ама ти си му на некој симпатија, сигурен си. Не знам, да. Знаеш. Не ми кажал никој. Не ти кажал? Не. Може се плаши да ти приде да ти каже. Ти што мислиш како би требало да дојде и да ти каже? Па, не знам. Еве, кажи Ама ја да сум на негова места никад не ми доаѓала до мене. Зошто? Не знам. Подобро да не доаѓа да ти кажува, а? Да. Зашто ќе му кажеш фала, Ке пријатно. створам проблеми, не за друго. А другари имаш? Да. Многу. Да. Што играте? Не одиме надвор често. Не, а? Зошто? На телефон. Бејќи цел време, кога ќе отидеме надвор, секогаш некој паѓа. Како бе, од што паѓа? И па некој ќе го сопне, некој ќе се сопне сам. И така. Да, ама не внимавате, изгледа гледате од телефоните и се сопињате. Немаме. Немате надвор телефони. А ти за тоа цабаре стануваш и одмah го фаќаш на мајка ти телефонот, така? Ама ја не се сопињам. Зошто човек треба да оди на училиште, а? За да учи, Ба што да научи? Дома не може да научи? може да научи некои работи дома, но во школа е поинтересно се објаснува, поинтересно не ги објаснуваат. Како ги објаснуваат? Што ти е најинтересно од училиште? Неинтересно ми е кога имаме слободно пладне дека можеме да си црткаме. Па знаев дека е тоа, гледаш? И ликовно ми е на умилен час. А да немаше училиште, што ќе правеше ти во денот? Што ќе ти беше интересно? Како ќе беше еден твој ден да немаше училиште и да не одиш на училиште? Ќе спиев. Тоа? Да. Јас имам 7, она има 5. 7 и 5, така? И ти одиш во школа, таа во градинка? Да. Убаво е во градинка? А тебе кај ти беше поубаво, во школа или во градинка? Школа. Во школа, така? Зошто? Јас сум проголем. А на училиште како? Добро е. Јас не одам на училиште, одам во градинка, но дека имам поста помало братче, се вика Новак, и одам во градинка зашто да не донесам некој вирус за тоа. А, во градинка има вируси? Па некој кашла, некој не кашла. Колку гола имаш даден на шах? Не бе, гол не беше во шах. На фудбал. Не, кош. Коф. Па како се вика победа во шах? Победа. Шах? Шах. Шах? Мат. Така е. Колку имаш матирано ти до сега? Па виж, само еднаш пат сум направил. Само еднаш пат направи. А, тоа како се вика тоа? Шах? Шах пат. Шах пат. А од кога играш ти шах? Па одамна. Одамно? Кога? Од 5 години. Од 5, а сега имаш 7. 7, па ти играш цели 2 години. Ти си веле мајстор. Така? Браво. Баш интересно. И кој те научи тебе прв да играш шах? Па баба. Баба ти. Што збориш? Баба ти те научи шах да играш? А баба ти добра е во шах? Многу. Многу добра. Браво. Колку години имаш? 6,5. 6,5. И например, колку е тоа 6,5? Колку месеци? Кога ти е роден? 30 мај? Мај. Па ти немаш 6,5, ти имаш скоро 7, знаеш? Знам. Па ти значи ме маткаш мене, ти ми викаш 6,5. Па да, ама... Ама малце. За 50 и нешто денови ќе ми е роден. Леле, и сега ги броиш до 30 мај? Да. Секој ден, 50. Ајде број на назад, 50. 49, 9. 40, 48. А, добро, 48. 47, 46, 45, 44, 43, И 45. кога ќе бидне роден денот? Нешто, имаш некој подарок за роден ден што сакаш да ти го донесат? Да, јас сакам Xbox. Xbox. Што е тоа? Како ставиш игра на телефон и ја ставиш внатре во наочарите и кога ги ставиш
внатре на глава вака, те претвори во играта и можеш вака да контролираш се, како ти да си во игра. А која игра сакаш да ја имаш ти? Но не знам било која. Било која само да е тоа Xbox, така? Xbox. Xbox, така се вика тоа? Интересно тоа многу. Тоа за родене. А претходно кој ти бил омилен подарок? Ама 500-400 евра. 500-400. Тоа е многу? Знам. Да. Многу е тоа или Да, не? многу. Кој ти кажа дека е многу? Па знам јас. Од кај знаеш ти ги разбираш еврата? Да. Ајде, бе. Колку години имаш ти еврата да ги разбираш? 6,5. 6,5 години ги разбираш? Па јас сум научен више и да читам и да пишам. Што зваре, бе? Кој те научи? Знам и некои букви на латиница. Да? Xbox можеш на латиница да го напишеш? Да, сигурно. Сигурно. Не, можам некои други работи. Еве можам мама, ама на англиски можам да ти напишам, на англиски букви, на тие. Како е на училиште? Добра? Убаво. Да. Што ти е најинтересно? Па најинтересно ми е као математика. Што збориш? Да. 5 по 5. 5 по 5, 25. Готово. Ти знаеш. Прашаме ти мене. 6 по 8. 22. Не, 48. Добро бе, близко бе. Ама брзо израчунав. Да. Па значи јас сум брз во математика. Така? Да. Ако ги прашаме наставниците што најмногу ги нервира кај учениците, што мислиш тие, што би одговорил? Па, кога некој ученик не ги слуша наставниците на час. Како да ги слуша? Па, како си разговараат со некој до детето. Да. Со ученикот, со другарче се прават му. А наставникот само збори. Да. Тоа мислиш најмногу би ги изнервирал. Да. А што би им било најубаво или најинтересно на наставниците? Па, ако ги слушаме, ако им одговараме на сите прашања. Вие имате 10-11 години и, например, некои деца имаат симпатија. Ја немам. Абе, не те прашав јас, ништо не реков. Он има симпатија. Што значи тоа? Па, некој му се допаѓа, некој го сака тоа дете, што му е симпатија. Така интересен му е. А што значи симпатија? Како тој одлучува дека овој му е симпатија? Па така му се допаѓаат неговите, му се допаѓа неговиот изглед, му се допаѓа на детето како се однесува. Зошто бе се оди на училиште? Па, Пуше треба да се учи. А зошто треба да се учи? Па за да бидеш паметен. А, да бидеш паметен. И зашто ти треба да бидеш паметен, например, што ќе ти е тоа? Па ако ти кажат колку е 1 плюс 1, требаш да речеш дека 1 плюс 1 е 2. Имаш ти другарки? Имам 9. 9. Да, Од колку девојчиња? 10. Од едната не ти е другарка? Не, јас сум А едната. ти си 10-та. Како некој да ти стане другар? Еве, не ти е другар, добар. Ама ти си викаш, овој ми се допаѓа, како да ти стане? Што треба да направиш? Треба да се запознеш со него, да го прашаш како се вика. Добро. да После? му го видиш карактерот, Да, каков бројот за да го имате, за да се јавите да искочите надвор ако сакате. Да ти покаже каде живее. А што е карактер? Како, не знам како да го објаснам, секако особина што Да. го прави човекот, како дали е добар, таков Дали е по лош. карактер. Добро бе, интересно, браво. Што ти е најинтересно на училиште? Кој има голем одмор. Кога имате голем одмор? Да. И мене да ти кажам право. Голем одмор ми беше најинтересната работа. А Давид, тебе? Па и мене ми е кога имаме голем одмор. Голем одмор, па знам бе, знам. Да. Тоа е најубаво и најлесно. Кој ти е омилен предмет? Голем одмор, така? Да. Еве, кажи ми, на пример, ти еден ден да си директор на училиштето, што би направил? Што би направил? Што би сменил? Па, што би сменил да има подолги одмори. И одмор. Да. Само 5 минути се и моите другари што
некои ако не стигнат да купат јадење, мора да трчаат на голем одмор и ќе се вратат и пола одмор им отишол веќе. Тоа беше нашата училишна епизода, со дремки на клупа, муабети за другарство и малку шахмат за крај. Како и секогаш, децата кажаа се, најотворено и наискрено, а ние повторно свативме дека има повеќе логика од сите учебници заедно. Се гледаме во следната епизода на LOL со Мак Петрол. А вие до тогаш останете позитивни и насмејани. Со Сашко и со Мак Петрол.